Кочанско поле повторно е во пламен. Пред стартот на сидбата на Оризот се палат страништата. Пожарникарите деноиве со дронове ги откриваат земјоделците кои ги палат остатоците од жетвата, за да полесно ги изорат своите ниви. Командирот на територијалната противпожарна единица од Кочани, Драган Апостолов, апелира земјоделците да се воздржат од ваквата пракса, особено кај нивите што се покрај патиштата, каде густиот чад ќе намалува видливоста и го зголемува ризикот од сообраќајни незгоди. Од Кочанската противпожарна единица посочуваат и дека навременото пријавување и внимателно однесување можат да спречат сериозни последици. Се преземаат мерки, правиме редовни контроли со Министерството за земјоделство, така да ги охрабрувам и граѓаните, ако видат некои од сторителите на палење, како да ги кажеме, пиромани на тие површини, слободно да пријават, ќе ги откриеме. Имаме и со нова опрема, со дрон ги откриваме подпалувачите и пироманите, така да ќе бидеме строги и ќе действуваме според законот за да ги казниме пироманите. Пламените јазици не само што го загадуваат воздухот, туку во последно време представуваат и вистинска закана за учесниците во сообраќајот. Особено ризични се нивите покрај сообраќајниците, каде огнот лесно може да излезе од контрола. Имаме забележано дека во страништата и трските кои се наоѓаат покрај патиштата се палат со стари гуми, се створа така наречена завеса која смета и на сообраќајот, така да може да се случи некои сообраќајни незгоди од тие палење на страништа. Секоја година после жетвата околу 80% од интервенциите во Кочанскиот регион се на пожари на отворен простор, најчесто запалени суви треви и ошнеани површини кои се шират и на околните ниви. И покрај законските казни, надлежните не можат да ги променат навиките на земјоделците. Агрономите укажуваат дека постојат алтернативни техники со кои може да се зачува животната средина и да се зголемат приносите, наместо да се користи оган како брзо чистење. На нивите оризовата слама може да се употреби и како суровина за производство на брикети и палети за грејење, но и како материјал за производство на компост и органско ѓубриво.